Драги мајки, уште еден проблем кој што предизвикува плачење интензивно кај бебињата, поготово во првите 2,5 до 3 месеца, тоа се грчевите или така наречени колики кај бебињата. Значи, децата се раѓаат со прилично незрел гастроинтестинален дигестивен систем и за таа адаптација им треба малку подолго време. Како што рековме, се добивале додека биле фетуси преку постелката, немало потреба да тој систем матурира и сега одеднаш ќе треба сами да почнат да се хранат и плюс да го дигерираат, односно да го варат тоа млеко. Без разлика дали е мајчино млеко, што апсолутно инсистираме и поддржуваме рано и интензивно доење, поготово ви треба помош која ќе почнете после породување да се доите во породилиште. Таму каде што имаме медицинска индикација, додаваме и формули за одреден период како субституција. Значи, дигерирањето кај децата може да биде проблем и децата да имаат грчеви. Што тоа значи? Тоа значи дека варењето на млекото создава потешкоти од типот на плачење, грчеви, поголема количина на гасови. Гасот го растега цревото, тоа боли и детето реагира со плач. Како ќе ги испушти гасовите, детето се смирува. Морам уште нешто да напоменам. Некои деца имаат многу почувствителни стомачиња, а имате деца кои што се навистина со сосема дискретни симптоми. Значи, се зависи од тоа како вашето дете ќе се однесува. Има многу индивидуални разлики, меѓутоа овој период од 2,5 до 3 месеца, да знаете, е период на адаптација на гастроинтестиналниот тракт. Има неколку начина кои што може да помогнеме. Значи, прво и основно даваме пробиотик кој што помага во добрата сапрофитна флора што велиме ние во стомачето да се развие кај бебето. Особено е важно тоа за децата кои што се породени со царски рез и кај децата кои што се недоносени или биле на интензивна нега или примале антибиотици. Тоа е задолжително во првите 3 до 6 месеци и даваме ензими за подобро варење на млечниот шекер, односно лактозата. Значи, тоа е ензимот лактаза. Тоа помага за многу полесно лактозата да се дигерира и да нема толкава количина и метаболира нормално, да нема толкава количина на гасови кои што ќе му прават проблеми и болка на детето при испуштање на тие гасови. Значи, она што можеме да помогнеме, тоа се неколку положби кои што треба да знаете, при што ги топлиме децата, значи им го топлиме стомачето. Самата топлима има спазмолитички ефект. Значи ги опушта цревата и полесно ги исфрлаат гасовите и се смируваат. Значи, ова е една од тие положби, со тоа што стомачето може да ви биде, вака, стомачето ви е практично на вашето рамо. И можете исто да го тапкате детето, да ги соберете нозете, за да може полесно да ги исфрли гасовите. Тоа е една од најчестите положби кај што децата се успокојуваат. Можете да го земете детето исто така напред на вас. Ете така, и тоа ќе покажеме. Нашиот Дамјан веќе спие, задоволен, релаксиран. Ете така. Имајте си една пелена према вас. Затоа што може да се случи и да ви поврати. Што ништо не е невообичаено. Ете така, значи топлината од телото, собираме нозе, за да може полесно детето да ги исфрли гасовите. Препорачуваме кај мајките кои што дојат исто така да внимаваат на нивната исхрана, како што реков, некои деца имаат многу осетливи стомачиња, поготово да намалат внесување на количина на целулоза. Сега во овој период, ако отидете на пазар, ќе најдете и зелка, ќе најдете и цвекло, ќе најдете и грозје, сливи, млади ореви, варени, односно ченки и така натаму. Сето тоа е навистина полно со целулоза. Мајките мора да знаат дека тоа може, кога го консумираат, да направи кај детето дополнителни проблеми и поголема количина на гасови. Така да, драги мајки, водите сметка дека итекако во првите 2,5 до 3 месеца им требате на вашите деца, вашата исхрана да ја прилагодите и да им помогнете на начин на кој што можат и они да го поминат овој период што поедноставно и со што помалку часови плачење. И уште една работа морам да кажам дека плачењето од грчевите е најчесто ноќе. Значи сите забави се случуваат навечер. Така ли е, Дамјан? Да. Да.